Годинава на 26 јули се одбележуваат 60 години од земјотресот кој на 26 јули катаклизмично го сруши Скопје. Во ова издание на приказна ќе се навратиме во минатото, но и ќе говориме за урбаната отпорност и подготвеноста од земјотреси. Анализите покажале дека само една од 40 згради може да се користи веднаш по земјотресот. Покрај проценетата штета на објектите, уништена е огромна количина на инсталирана опрема, документи, книги, лични предмети и слично. Степенот до кој земјотресот го уништил Скопје често се споредувал со разурнувањата на многу градови од времето на Втората светска војна. На 26 јули 1963 година, во 5 часот и 17 минути, Скопје е разурнат од земјотрес со јачина од 9 степени по Меркалиевата скала, односно магнитуда од 6,1 степен и длабочина од 5 до 7 километри. Главниот потрес траел 20 секунди, а помали потрес имало до 5 часот и 43 минути. Втора работа што ја знам, покажувањето од мајка ми, дека зградата каде што сме живееле во Блед во Словенија, тој 26 јули рано са бајле дотрчала комшивката тетка Јожица и плачала, многу плачала, не можела да дојде до зборови. Мајка ми помислила дека се случила некоја трагедија, некој смртен случај во фамилија или не дај Боже или нешто слично. Дури ова стигнала да каже само Скопје го нема. Мајка ми кажува дека цела таа зграда, цел Блед, да не кажам цела Словенија, ја имала таа емпатија према градот. Првиот удар на земјотресот ве исфрла од секојдневниот нормален, логичен свет и ве фрла во хаос, во еден свет каде што повеќе не владеат никакви логични правила. Се разбира дека и однесувањето на луѓето во таквите мигови не е рационално. Се сеќавам дека во тој миг, кога земјотресот прво со татнеж, нели, а потоа со големи амплитуди на нишање, почна да ја тресе куќата во која живеевме, јас бев навистина исплашен. Јас ја знаев историјата на Скопје и знаев дека градот веќе имал во својата историја барем 2 катастрофални земјотреса, но сепак бев збунет, исплашен и не можев да се снајдам помеѓу тие ѕидови кои одеднаш се отвораа. Појдовме на кај Водно да ја однесеме ќерката на сигурно, таму живеа родителите на жена ми, но кога стигнавме до училиштето Кочо Рацин, оттаму видовме дека трчаат луѓе надолу. И тие ни довикуваа: не одете нагоре, бегајте долу, од озгора паѓаат големи карпи и се рушат пред себе. Во еден миг се разбира, застанавме во недоумение сега, што? Но во мене победи некаква логика. Сепак реков, нема никакви карпи на Водно, нема од каде да паѓаат. Но тие луѓе протрчаа покрај нас, па потоа друга група исто трчаше и викаше: бегајте надолу, карпи паѓаат. Во таквите мигови луѓето многу лесно ги прифаќаат најстрашните новости, нели? И веројатно ги предимензионираат. Не знам какво е тоа, нели се вика ширење на паника. Под урнатините животот го загубиле 1070 негови граѓани, од кои 470 мажи, 430 жени и 120 деца. Ја бев под рушевини во зграда во која има 5 мртви, 6 мртви, 3 преку прозор тие и искочива во една собота можеше, а ја бев затрупан и околу 9 сат ме извадива. Значи, се сеќавате на тие? Многу детали.
Бевте сам во објектот? Сам па тоа ви кажав, не ги пиштив другарите да дојдат, ако дојдева, ќе спиевме на други места, ниеден немаше да остане жив. Единствен сум што во таа зграда што спасила. 3 столба доле, главни, големи столба, со диаметар од бар 80 сантима, правени од цигла. Ни бетон, ни арматура, ништо немало. И тие падна зградата. Тоа време имаше не само во Македонија, туку во цела Југославија имаше многу туристи. И за жал во земјотресот загина и туристи кои беа сместени во хотелот, нели тогаш нон-стоп летно време имаше туристи. Меѓу загинатите биле 16 странски државјани кои биле на пропатување низ земјата, како и 10 лица родени во странство, а за кои не можело да се утврди дали се наши или странски државјани. Дента кога се случи, јас спиевме, јас 4 сестри сме во една соба, татко ми подолу до друга соба, а мајка ми имавме голем двор, садено све што е, а на крај ченка. И она метела тука да чисти, кога земјотресот бидна, она не знае што се случува, се фаќа за тоа ченката. И не знае ни да трча кај нас да не помогне или нешто, ништо, тука само седи, а татко ми слушнал и дојде во собата кај што бевме ние 4 сестри и он не извади нас надвор и он после немаше ни 5-6 минути, тој зид кај што бевме ние во таа соба се сруши и татко ми од таа соба што излезе исто се сруши зидот и ние после бевме цело време во двор. Јас живеев во Газибаба, не горе, него баш долниот дел, до ТФУ сега што е школото, и тука имавме комши и нивните куќи, стари куќи, ама држечи тоа што се падна, тоа беа татко ми сам ги зидал. А другото све стоеше куќата. И се собравме во дворот. Сите, они другите комши немаа двор, многу мал и се плашеа да седат во тие кои дојдоа кај нас. И тука бевме цело време. Потресот разурнал 15.800 стана, а оштетени биле 28.000. Во тој момент јас не бев во Скопје, бевме на годишен одмор со семејството, значи мајка ми, татко ми и сестра ми. Бевме на Јадранско море во каштел Шучурас, тоа е во близина на Сплит. Тргнавме 3 дена пред земјотресот, стасавме ден пред земјотресот. Таа лоша вест ја примивме, ја добивме, значи ден од кога стасавме и негде околу, кога што сеќам, имав 11 години тогаш, негде околу 11 часот, на плажата почна да се узбуркуваат некои луѓе, имаше и наши, и се прошири многу брзо веста дека имало во Скопје катастрофален земјотрес. Пошто ја бев 11 години, сестра ми беше 4 години, татко ми со пријателите наши со кои бевме таму, значи двајцата мажи, повозрасни, татко ми беше негде на 47-8 годишна возраст, веднаш заминаа за Скопје. Некој апел веројатно имаше да сите возрастни луѓе кои се во работен однос или било што да прават, да се вратат во градот. Го сретнав мојот пријател, сликарот Глигор Чемерски и уште неколку познати пријатели така. И се собравме на една група од 6-7 луѓе и рековме треба да помогнеме нешто, треба нешто да правиме. Пристапивме кон една урнатина на булеварот, една трокатница ми се чини беше падната и од оздола се слушаа криковите на луѓето кои беа затрупани. Пробавме да расчистуваме, нели? И тогаш видовме
колку голоракиот човек е безпомошен во однос на таквата задача да ископате некого од урнатини. Земјотресот уништи или остави без основни услови за работа многу јавни институции, културни објекти, училишта, болници, научни установи. Народната банка, Македонскиот народен театар, Централниот комитет на Македонската комунистичка партија, Градското собрание, Офицерскиот дом, Општинската зграда и Дадија, Секретаријатот на македонската влада и други. Штета претрпеле и културно-историските објекти. Значителен број џамии, минариња и објектот на Куршумли Ан биле целосно уништени. Релативно тешки оштетувања претрпеле Мустафа Пашината џамија, Саат кулата и други објекти на културно-историското наследство. Од овој ден Скопје го носи името град на солидарност, бидејќи први на помош дошле војската и граѓаните на тогашните југословенски републики, а само неколку дена по разорувачкиот земјотрес, помош почнала да пристигнува од целиот свет, со што Скопје стана светски град на солидарност. Имало многу катастрофи после Скопје, многу несреќи за жал, многу и поголеми од скопската. Меѓутоа таа некоја солидарност што тогаш се покажа првенствено меѓу граѓаните на Скопје, потоа меѓу жителите и на Македонија и на цела Југославија, а богами и на целиот свет, мислам дека повеќе никогаш не се повтори. Скопје ми е жал, Скопје е град на солидарноста, ми е жал што во Скопје нема музеј на солидарноста. Ми е жал што Скопје не ги негуваше тие денови на солидарноста. Тоа беше една манифестација првите години после земјотресот, која беше многу добра. Милва беше во Скопје од големите звезди, Трокс, бендот и така натаму, што не го однегува тој дух на солидарност. Нити е градот солидарен према другите, ниту пак ја користи таа солидарност што тогаш луѓето го има Скопје во срцето. Легендарна е, нели, таа приказна дека американската и руската војска мирнодопски првпат се сретнуваат во Скопје. Добро, и политичкиот момент бил таков и така натаму. Меѓутоа, таа волја за помош на еден град мене секогаш ме фасцинира. Прво војниците од нашиот град, потоа од другите градови на нашата република, од другите републики и други доброволци што се јавуваат да помогнат и да ги извадат луѓето од рушевините, нели? Бидејќи за среќа во нашето мало немаше жртви. Туку од таа страна од Вардарот, мислам поради зградите високи кои што беа и срушени и во земја пропаднати, некој спрати, така да таму имаше повеќе жртви. Јас тога живеев со моите родители во куќата во Буњаковаc. Нашата куќа беше малку оштетена, додека околу нас имаше куќи кои беа доста разрушени. Меѓутоа, владееше голема солидарност помеѓу соседите. Се помагаме едни на други, се одеше на спиење кај соседите што беа, така и кај нас доаѓа, така да имаше по мене солидарност меѓу граѓаните. Неколку дена по земјотресот, 35 нации побара од Генералното собрание на Обединетите нации помошта за Скопје да биде ставена на дневен ред на првата наредна седница на Генералното собрание. Помош за Скопје понудиле 78 земји во форма на парични средства, монтажни куќи и градежни материјали, медицински, инженерски и градежни тимови и други материјали. Многу места знам, Финска, Данска, се сеќавам тогаш, градеа многу бараки и тие уште се, но се претворени сега во куќи. Многу брзо пред моите очи почнаа да се гради Скопје. Значи, се беше во некои тараби, во некои заградено. Значи, се градеше градскиот зид, се градеа блоковите, се градеше домот на АРМ, се градеше Народна банка, се градеше нова железничка станица и така натаму.
И баш размислував за тоа дека јас растев заедно со Скопје. Обновата на градот е овозможена со материјална помош од тогашните југословенски републики и од странство, со што Скопје станува град на меѓународната солидарност. Во 1965 година е прифатен новиот генерален урбанистички план, изработен од домашни архитекти во соработка со Пол Сервис од Полска, а под раководство на Адолф Циборовски. Планот содржи 3 главни стамбени зони, индустријски и деловни зони, како и зона за масовна активна рекреација. Посебно внимание му е посветено на сообраќајното решение со издвојување на транзитниот сообраќај. Централното градско подрачје на Скопје ја добива својата физиономија по меѓународниот конкурс за неговото урбанистичко решение. За победник на овој конкурс се прогласен афирмираниот јапонски архитект Кензо Танге, кој понудил компактна изградба и релативна изолираност на градскиот центар. Домашни и странски архитекти учествувале со масовна обнова и градба на новото Скопје. Старата железничка станица денес е музеј на град Скопје и представува символ на големиот земјотрес. Часовникот на станицата е за секогаш сопрен на фаталните 5 часот и 17 минути изутрина. За 2 дена бележиме 6 децении од разорниот земјотрес кој му се случи на Скопје. Па од денешна перспектива, што како поуки можеме да понесеме и од ваш стручен агол? Па, случајот со Скопје и поземјотресната обнова е еден уникатен случај кој што не се повтори во историјата и кој што токму затоа представува исклучително важен момент не само за Скопје и за граѓаните на Скопје, него и воопшто за светската заедница, особено за архитектите и урбанистите. Всушност, разурнувањето од земјотресот во Скопје во 1963 година беше препознаена како изваредна можност од страна на Обединетите нации да се демонстрира тоа што е вградено како темелните вредности на Обединетите нации. А тоа е соработката на нациите во светот, во момент кога имаме еден исклучително конфронтирачки биполарен свет. Позади оваа идеја стои една личност, Ернест Вајзман, инаку архитект роден во денешна Хрватска, тогашна кралство Југославија, со еврејско потекло кој што мигрира пред Втората светска војна, а потоа станува и еден од раководителите на агенциите на Обединетите нации. Инаку архитект-модернист, член на ЦИАМ, на Конгресот на Меѓународниот конгрес на модерната архитектура, во која што соработува со врвните светски архитекти во тој период, од Ле Корбузие, Хозе Серт и други, и во која што идејата за соработката и не само за соработката, туку создавањето и обновата на градовите и на општествата, особено после Втората светска војна, може да се реализира само преку возобновување на знаењата, на градењето на општествата базирани на знаењата и науката која што во тој момент ја имам. Тој тоа го промовира и успешно го спроведува во случајот на Скопје, каде што всушност имаме, како што реков, за прв пат една ситуација во која што светски архитекти, од светски ранг, урбанисти, инженери, планери, па дури и политичари доаѓаат во Скопје, и кој што токму тој концепт на соработка всушност се обидуваат да создадат една нова идеја, нова визија, па и да го планираат градот за нека подобра иднина. Поуките кои што ги имаме од тој процес се неколку. Првата по мене е тоа дека и ден денеска обновата на разурнатите градови, па ви рекол и разурнатите општества, дали од природните катастрофи или од човечки предизвикани разурнување, е возможно само преку меѓународна соработка, односно соработка на народите од целиот свет, нациите, и преку промовирање на концептот на солидарност. Сведоци сме, скоро за жал имаше голем земјотрес во Турција и во Сирија, каде што разурнувањата беа исто така огромни и каде што и големи земји, богати, силни земји, сепак имаат потреба од помош. Таа се разбира е материјална, финансиска, економска, но и символична. Така да соработката е основната рамка низ која што ние можеме да ги унапредуваме и особено да се справуваме со овие предизвици. Втората поука по мене
е дека тоа можеме да го правиме само врз база на знаењата и науката. Исто како и во Скопје ден денеска, стручните знаења, научните сознанија, но исто така и новите теории, модели, концепти, идеи за градовите, за начинот како да објектите станат побезбедни, но исто така како и да создадеме побезбедни, по-одржливи градови, по-успешни заедници, се суштински за да може тоа да го правиме. И третата, која што за жал е актуелна и ден денес, а тоа е дека политиката е секогаш важна. Политиката е таа која што овозможува да се поддржат и да се реализираат големи идеи, но таа исто така и ги оневозможува низа процеси кои што можат да доведат до позитивно задвижување. И во случајот на Скопје, за жал, во едно од своите интервјуа Кензо Тангија ќе изјави дека токму поради безбројните компромиси кои што морале да бидат направени во процесот на изработка на планот за реконструкција на центарот на Скопје, дека неговиот проект изгледа како, и ова цитирам, сенка на светлината од месечината. Значи, скоро невидливо. Неговиот соработник Арата Исозаки исто така ќе изјави он поексплицитно дека поради безбројните компромиси, проектот за Скопје на Кензо Танги и неговиот тим бил буквално убиен. Политиката е таа која што, нели, коренот на зборот е од полис, од античкиот град, местото каде што луѓето се соединувале, се среќавале за да создадат еден поголем капацитет и конфронтација, но исто така и креација на нови идеи, на нови можности. Начинот на кој што ние тоа го комуницираме меѓу себе, како го успеваме тоа да го пренесеме од едни на други и да дојдеме до некакви заеднички решенија, а јас би рекол и визии, всушност е главниот капацитет на едно општество да се менува и да стане успешно. Ќе се надоврзам на политиката за кратко. Сега би сакала на оној дел врзан за првата поука. Скопје тогаш стана глобално град на солидарноста и она што се случи со Турција и Сирија ние некако го препознавме и ете се обединивме и ние се вклучивме во таа солидарност и во помош. Колку мора да се случат некакви катастрофи за да ја разбудат човечноста, хуманоста, ама во исто време и предпазливоста на научниците, на стручните лица, особено кога се работи за аспект на градење на градовите? Видете, безбедноста на градбите е основен предуслов. Општествата кои се грижат за своите членови, за своите граѓани, всушност континуирано инвестираат и во научните сознанија, и во научните истражувања, меѓутоа исто така и во градењето на свеста за проблемите кои што произлегуваат, односно кога веќе ќе се случи катастрофата, тогаш е веќе доцна. Примерите за жал се многу илустративни. Земјотресите кои што скоро секојдневно се случуваат во една Јапонија, имаат минимален број на жртви. Тоа е резултат на децениско инвестирање токму во тоа, во инженерскиот начин на решавањето на сеизмичките проблеми, значи одржливоста и безбедноста на градбите, но исто така и безбедноста на градовите, безбедноста и подготвеноста на заедниците. Не се работи само за безбедни градби, се работи за безбедни населби, живеалишта, големи урбани центри каде што е овозможено да дури во случај на такви катастрофи кои што се случуваат, со исклучително силни земјотреси со огромни магнитуди, сепак бројот на жртвите да се намали. Тоа е тоа што мора да го разбереме ние. За жал, кај на нас, искуството на земјотресот од 1963 годинава, за некој ден прославуваме и некаков, би рекол, тажен јубилеј 60 години, но извореден момент да се присетиме дека сите ние сме одговорни за безбедноста на сите. Се разбира, архитектите, урбанистите, инженерите, политичарите, но и секој граѓанин. Секој кој што гради, секој кој што доградува, секој кој што на било каков начин влијае на безбедноста на нашиот на просторот, заедничкиот простор и на нашата заедница има позитивно или негативно влијание. Истовремено, за жал видовме дека во Турција скоро цели градови беа срамнети со исклучително голем број на жртви. Не смееме да дозволиме да тоа бидат поуките кои што потоа така лесно ќе ги забораваме.
Од друга страна, важен е овој символичкиот момент. Скопје не смее да заборави дека е градот на солидарност. Тоа е вградено во темелите на овој современ град. Значи, сите оние обележја кои што ги имавме, кои што за жал почнаа да исчезнуваат, како во населбите кои што беа изградени после земјотресот, имињата на улиците, самите споменици и монументи, па конечно и наративите кои што ние ги имаме и на кои што мора да го градиме, не само нашето секојдневие, него треба и днината да ја градиме. Тоа се по мене суштинските, темелните вредности на нашето општество, особено на градот Скопје. Дали тоа им е јасно на политичарите и дали тоа им е јасно и на луѓето, бидејќи ако излеземе надвор, да речеме да одиме во Лондон, во Рим, во било кој град, за да направите минимална реконструкција, па дури врата или прозорец да смените, треба да добиете одобрение и согласност. Дали ќе го добиете, тоа е прашање. Кај нас не се чини дека секој може да прави што сака. Дали тоа штети и какви ќе бидат катастрофите ако не сватиме дека тоа штети? Видете, апсолутно. Последиците се толкави колку што сме ние подготвени за справување со истите. Проблемот кој што настанува е дека едно општество се подготвува за различни ситуации и тоа го чини низ различните инструменти кои што ги имаме на располагање. Кога кажав дека дел од искуството на земјотресот успеавме да го заборавиме, меѓу другото, ние успеавме да заборавиме една исклучителна пракса, односно еден, би рекол, скок во развојот на земјотресното инженерство, кое што тогаш се воспостави. Развојот на урбанистичкото планирање, каде што светските практики во тој момент, теории, концепти, па и експерти, беа во Скопје и ги воспоставија. Поддршката и помошта после земјотресот не беше само материјална за Скопје. Таа се состоеше и од пренос на знаење. Низа млади архитекти и инженери беа испратени во странство на видни светски универзитети, Јел универзитетот, на Беркли универзитетот во Соединетите држави, во Ротердам, во Делфт и низа други универзитети низ целиот свет и Европа, кои што потоа кога се вратија, на некој начин беа предводниците на процесите, односно капацитетот на нашето општество да планира и да се справува со овие последици. Добар дел од нив потоа стана и професори на архитектонскиот факултет и на некој начин тоа искуство, знаење, па и практики современи ги вградија во курикулумот и во праксата на факултетот. За жал, 60 години подоцна ние можеме, сведоци сме дека не само што се случува девастација на просторот, особено јавниот простор, туку дека ние имаме и девастација на институциите. Градскиот завод за урбанизам, кој што беше еден од главните институции во процесот на постземјотресната обнова, исчезна, како и Републичкиот завод за урбанизам. Се променија воопшто моделите преку кои што ние планираме и денеска би рекол дека за жал, кога ќе ги погледнете урбанистичките планови за Скопје во последните 100 години, ако пред повеќе од 100 години можете да видите дека тоа биле визии за град, за цел нов град, како постепено се движиме, па дури и во 60-тите години, нели, а особено во 90-тите години, визиите за град се сведуваат на се помали делови од градот. За жал, денеска, да, имаме ситуација во која што и политичкиот дискурс, меѓутоа и воопшто дискусиите во општеството се водат на ниво на асфалтирање на улица, на поправка на чешма, некакви, тоа се прикажува како некакви успеси, а при тоа се запоставува суштинските проблеми. Прво, адресирање на самите проблеми, а потоа изнаоѓање на тие солуции. Ние го загубивме капацитетот да создаваме визии за градот. Ние го загубивме капацитетот како општество и експертите во еден дел, меѓутоа пред се граѓаните и пред се нивните политички представници, да разговараме за нашите проблеми, да се соочиме со реалноста и на некој начин да одлучиме какви градови сакаме ние, во каков град сакаме да живееме, во какво општество сакаме да живееме. Тоа е визијата за градот. Се чини дека гледаме краткорочно наместо долгорочно и затоа ја губиме визијата во тоа каков град сакаме да имаме. Ако забележиме што се случува и политички, а и поединечно секој од нас некако себично гледа
да ја има својата краткорочна верзија што сака да ја постигне. Да, за жал. Повторно ќе кажам, политиката тука ја има улогата на медиумот, доменот низ кој што треба да се артикулираат токму тие и различни гледишта, меѓутоа каде што и различни идеи, но исто така и искуства и знаења ќе бидат соочени врз основа на тој диалог или тој па нека биде и конфронтација на идеи, ние да дојдеме до најдобрите решенија. Тоа исчезна. Дискурсот во општеството се бави со некакви други, би рекол, банални, прозаични теми, во кое што е воопшто идејата за, па ја би рекол и за минатото, како што и за иднината се загуби. За жал, ние не успеваме да најдеме начин како тие важни теми да ги отворим. Често пати се слуша дека, например, не треба да се теоретизира многу, меѓутоа, ние имаме потреба токму од тоа. Теоријата, која што еднакво како збор потекнува од грчкиот збор теоријен, кој што потекнува од грчкиот театар и означува всушност позиција на гледање. Каде што во грчкиот театар се одвивала драмата на секојдневниот живот, политичката конфронтација, културните настани, општествените, социјалните, економските настани, во кое што вашата позиција на гледање на сето тоа е исклучително важна. Мислам дека ние денеска, за жал, ја изгубивме моќта да ги гледаме процесите кои што го обликуваат нашето општество, заслепени токму од тие некакви брзи, инстант, површни концепти и процеси кои што се случуваат кај нас, а за жал имам чувство дека ние не само што не гледаме, него дека ние го губиме местото во театарот на современиот град. Колку ова може да биде опасно со оглед на тоа што веќе го губиме оној концепт на одржливост, а сме исправени пред катастрофи кои што се случуваат како резултат на промените, за кои можеби и ние луѓето имаме вина? Видете, доминантните теми во светот се климатските промени. Се одржливоста на градовите и на заедниците, справување со предизвиците, со природните и човечките, предизвикани од човека разорнување. Ние апсолутно сме со губењето на перцепцијата. Значи, ние прво не можеме да согледаме каде сме и со што се соочуваме, со какви предизвици, а уште помалку па да можеме низ некакви знаења и искуства, и наши се разбира, и од колегите и партнерите кои што ги имаме и во соседството, и во Европа, и во светот, да дојдеме до идеи, концепти, па ја би рекол и визии кои што токму тоа ќе донесат одржливост на нашето општество, изградено на вистинските, односно вредностите кои што се фундаментални, кои што се вградени во нашето општество. Ја често пати, кога ме прашуваат, велам дека нашиот град изгледа точно како нашите граѓани. За одбележувањето на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, UNDP подготви зборник на научни трудови поврзани со солидарноста. По повод 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, канцеларијата на UNDP во Скопје организираше низа на процеси и активности, вклучувајќи еден отворен повик за автори и теми, авторски теми, есеи поврзани со солидарноста и улогата на солидарноста која има во развојните политики, меѓу кои освртот на отворениот повик беше на Скопскиот земјотрес, солидарноста која што Скопје како град ја добива по Скопскиот земјотрес, како и прилика да поразговараме малку повеќе за принципот на солидарност во развојните политики во денешницата. На зборникот зема учество 13. Самиот зборник во финалната верзија има 13 текстови, кои што доаѓаат од 20 автори, коавтори, авторки и така натаму. Целиот зборник е достапен на веб страната на UNDP на Северна Македонија и е направен заедно со Институтот за демократија со кој што соработувавме за потребите на оваа публикација. Инаку во самиот зборник, во самата публикација предговор има претседателот на државата, како и постојаниот представник на UNDP во канцеларијата во Скопје. Целта на зборникот е да се стави акцент на солидарноста. Има неколку цели самиот зборник. Првата цел е да зборуваме малку повеќе за принципот на солидарност
во рамки на Скопскиот земјотрес и настаните по 1963 улогата на граѓаните во реобновата на градот, како и на другите држави и на самите меѓународни организации, но во исто време сакавме да искористиме оваа активност за да поразговараме за принципот на солидарност во денешните развојни политики. Тоа што ни беше навистина интересно е колку е важен овој принцип за проблемите со кои што се справуваме денеска, во делот кој што ние го работиме како канцеларија во развојната политика. Потаму отворивме неколку други теми поврзани со солидарност. Например, во овој зборник има текстови околу економската солидарност, односно потребата за зголемена економска солидарност, околу солидарноста и улогата која игра во однос на климатските промени и климатските прашања со кои што се соочуваме, како и во родовите политики, во демократските политики и така натаму. Така што со овој зборник се обидовме градејки на солидарноста во катастрофи, односно солидарноста која имавме по Скопскиот земјотрес, да отвориме малку поширок општествен диалог за улогата на солидарност во различни развојни политики и такви текстови има во зборникот за сите овие теми. Има навистина интересни автори кои обработуваат темата од свој стручен аспект, економски, социјален, архитектонски и родов. Професорот Тевдовски го пренесе стручното појаснување за економската солидарност. Тој во неговиот есеј појаснува дека терминот се појавува во Франција во 19 век, каде се користи во правен контекст. Економска солидарност е практично да им се помогне на послабите. Тоа е, ако кажеме, најдиректно. Но во основа економистите имаат две гледања, две клучни школи или размислувања околу економската солидарност. Првото, класичната економија смета дека за да се развива едно општество, најбитно е конкурентноста и пазарот. Значи, да има еден надпревар, луѓето да се надпреваруваат за да создадат повеќе, да добијат повисоки доходи и профити и дека тоа ги движи работите, а дека треба да им се помогне само на оние кои што се најранливите. И тоа, ова прво класично размислување смета дека треба да се помогне само за да се изедначи теренот во општеството или во економијата, практично да имаат сите еднакви можности. А другото размислување, тоа во основа вели дека низ годините има огромни нееднаквости. Различните економии, развиените и наши економии имаат големи нееднаквости на доход и на имот, кои што практично прават големи проблеми не само на идните нееднаквости, туку и тие велат дека нееднаквоста на резултатите, кое што првото размислување во економијата смета дека нееднаквоста на резултатите е здрава, бидејќи таа прави луѓето да се надпреваруваат, таа создава, која се провлекува низ генерациите, создава проблеми кај еднаквоста на можностите. Тоа значи дека децата на некои кои што имаат во моментов многу високи доходи, профити или капитал, тие ќе имаат многу поголеми можности од другите. И тие велат, заради тоа треба да постои солидарност во општеството, значи треба да постојат механизми на солидарност за да се коригираат тие нееднаквости и да се создаваат пофер терен за игра пред се за младите генерации. Природните катастрофи иницираат солидарност. Па искуството покажува дека да, природните катастрофи ја прават, потикнуваат кон акција и еве ние сме тука, Скопје еден одличен пример како може таа меѓународна солидарност да помогне и да помогне градот да биде поубав, да биде подобар, да од голем проблем да се развие. Исто така за време на глобалните кризи се гледа дека секогаш таа меѓународна солидарност се јавува и доаѓа до поддршка на поранливите. И исто така во економијата има голема дебата кога треба да биде солидарност. Дали треба да биде само во услови на кризи или треба да мислиме на солидарноста и во добрите времиња. Бидејќи еве сега минатата
за време на пандемијата сведоци бевме дека, например, фирмите на секаде или нивните комори бараа да фирмите да добијат сериозна поддршка, да им се помогне, но таа секако се добива преку даноци кои што ја плаќаат сите граѓани, а кога се добри времињата, тие истите во основа параат, не треба да има солидарност, треба да се остави пазарот да ги прави работите и практично даноците да бидат што е по-мали. Затоа јас сум присталица дека на солидарноста мораме да мислиме и во лоши времиња и во добри. Визијата е зборникот да придонесе за поголема солидарност и денес и во иднина. Па се надеваме не само во однос на визијата за нашиот град и солидарноста која што ни е потребна и во меѓучовечките интеракции и меѓуинституционалните интеракции, туку можеби и во една поширока смисла на зборот што може солидарност како принцип да ни помогне во однос на развојните политики. Солидарноста е лепилото што ги обединува луѓето во нивната борба за постигнувањето и одржувањето на јадрото и основните вредности како што се слободата, еднаквоста и правдата. Катастрофалните настани, вклучително и тие предизвикани од природни непогоди, го активираат лепилото на солидарноста. Неодамнешните катастрофални настани во Турција и Сирија уште еднаш ја покажаа човечката ранливост од силите на природата, но едновремено ја покажаа и емпатичноста, интензивната глобална поддршка и помош за жртвите. Граѓаните на Македонија во овие катастрофални настани ја препознаа сопствената трагедија, па уште еднаш беа сведоци на крајниот, најважен аспект на глобалното човечко дејствување во такви посткатастрофални мигови, таа на солидарноста. Во ваквите катастрофи најранливи се лицата со попреченост. Многу истражувања на глобално ниво го покажаа тоа, односно го докажаа дека лицата со попреченост генерално се една од 7 архетипски групи на ранливи граѓани, меѓу кои се жените, децата, старите лица, мигрантите, земјоделците, но еден голем дел од граѓаните, односно лицата со попреченост, се ранливи по повеќе основи, пред се заради тоа што се зависни од некој друг, пред се заради тоа што не постојат одредени јавни политики кои што ги вклучуваат нив во делот на справување со, односно намалување на ризиците од катастрофи и со одговорите после тоа. Така да нивната намалена физичка функционалност ги доведува во многу поголем ризик, пред се заради тоа што се зависни од некој друг и пред се заради тоа што не постојат јавни политики кои што ги вклучуваат и нивните потреби, знаења, можности и способности. Од овие причини подготвен е документ со јавни политики за вклучување на попреченоста во намалувањето на ризиците од катастрофи. За прв пат во нашата држава UNDP ја даде поддршката да се направи една анализа токму така на јавните политики, односно на сите оние документи кои што врз основа на кои што се прават механизми, односно протоколи и се градат прописи со цел да се одговори на потребите во ситуации на катастрофи. Значи, станува збор за подготвеност на нашата држава, односно на нашите институции, воопшто на општеството, во делот на превенирање на ситуации на катастрофи, независно дали станува збор за природни катастрофи или па катастрофи предизвикани од некои луѓе, за одговор, односно реакција за време на катастрофата и одговор, односно градење на отпорност и заштита после одредена катастрофа, независно дали е природна или пак е катастрофа предизвикана од човек. Студијата покажа дека во суштина нашите политики не се инклузивни, значи не само што не ја вклучуваат попреченоста, туку не вклучуваат и ред други ранливости, се покажа дека баш буквално остануваме слепи, дека нашите реакции, односно одговори се најчесто реактивни. Во момент кога ќе се случи нешто, тогаш изнаоѓаме одредени начини како да одговориме на сето тоа, а во најблиска иднина ни беше целата случување и она што го доживеавме сите како општество, ние тука во нашата држава, но и глобално прашањата врзани за ситуации, справување во ситуации на хуманитарни непогоди и здравствени кризи, како што беше ситуацијата со ковидот. Значи, тука се најдовме на некој начин неспремни, но од друга страна па изнајдовме и начини и
стекнавме искуство и знање дека во суштина треба да размислуваме, а ова студија ни покажа тоа, односно ни ги даде насоките, даде едни општи, но и посебни препораки како да размислуваме, односно како да се подготвиме пред се да ги вклучиме лицата со попречености нивните организации во планирањето на превентивата, во реагирањето, односно одговор во ситуација на криза, но и реакции, одговор и јакнење, односно градење на една отпорност кај оваа популација по настанатата криза. За жал, се чини дека многу брзо ги забораваме лекциите кои се учат од вакви трагедии. Тоа се виде кога изгоре поштата, например, кога изгоре, за жал, оној муралот на Борко Лазевски, прекрасниот. Поштата остана цела, со онаков голем пожар. Значи, ни тој пожар ништо не им можеше на тие згради. Ама тоа што не им може пожар или земјотрес или некоја природна катастрофа го направивме ние. Луѓето, значи, се што е, како да кажам, старата железничка станица која беше монументален споменик на тој земјотрес и на таа трагедија, успеавме да ја обезличиме сосема. Да не се препознава нејзината основна идеја како споменик на културата. Споменикот на Томе Серафимовски на жртвите од земјотресот што беше пред железничката станица, сега не е ставен пред универзитетска библиотека, него е фрлен пред универзитетска библиотека. Многу е важно да се подсетиме на искуствата и поуките од минатото, да се навратиме на суштинските вредности како соживот, грижата за другиот, емпатичноста, но при тоа и да не ја изгубиме од фокус потребата за одржливост во времето во кое живееме. Во последниот период, сведоци сме на урбаниот хаос кој што може да ја нагласи нашата ранливост пред природата. Скопје стана град на пренатрупаност, пренаселеност, нечистотија, метеж. Токму и затоа ни се потребни нови и професионални визии и идеи за тоа како треба да изгледа нашето Скопје. Во 21. век ни требаат паметни градови, а Скопје заслужува да биде тоа. По 6 децении од земјотресот, ние сваќаме дека сме немокни пред силата на природата. Но она што е многу важно е дека тоа ја буди човечноста и емпатијата во секој од нас. Довидување до следната приказна.